civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ние сме фактички држава со една од државите со најмало ниво на вакцинација, затоа што сме под влијание на дезинформациите, каде што, например, така да кажеме, Стојанче од Старо Нагоричани е убеден дека не треба да се вакцинира затоа што Бил Гейтс, кога ќе стане сабалја, помислува на тоа дека треба него да го чипира. Значи, апсолутно тоа е реален проблем кој што го имаме и кој што мораме заеднички да го решаваме преку заеднички напори на институциите, но пред се на невладините организации и особено на новинарските здруженија. Сега спомнавте вие го имаме проблемот со Лев Тахореве, во моментов не јавуваат во Охрид дека ќе има протести затоа што во нивното село дошле лицата од оваа група, што е навистина несфатливо. Иако досега немаме ни еден настан, ни една причина да кажеме дека било кого накриво погледнале, а не дека некој бил нападнат или бил загрозен. Но бидејќи се пласираат низа на дезинформации, се создава едно таква наелектризираност и имаме сега проблем во Охрид. Претходно беше во Куманово, знаете, во Скопје, сега во Охрид. Значи, сето тоа е плод на ширењето на дезинформации. И апсолутно, тука се согласувам до некаде со Весна, значи, државата не може да ги регулира медиумите, апсолутно. Тоа се согласувам и тоа е јасно. Затоа што секој, доколку му дадете можност да чепка во тој дел, може да направи злоупотреба. Но треба медиумите сами да се регулираат, односно новинарите. Затоа што сега имаме ситуација, ние кога зборуваше и Елида за Советот за етика, дали да направиме една еволуација колку имаме резултат од тоа. Да, убаво е да постои тој Совет за етика, ама ќе ви кажам еден пример, личен, например. Има еден медиум, за жал, не се сите како Порталпи, како другите професионални медиуми. Напротив, имаме еден куп портали кои што се представуваат за медиуми, а апсолутно не ги почитуваат никакви новинарски правила. И сега ставаат класична дезинформација, објавуваат, реагираме до медиумот кој што е објавил, до порталот, тој се нарекува медиум, и тој не го објавува нашиот демант. Се јавувам телефонски на човекот кој што се представува за новинар и кој што е собственик на портал, и од таму добивам одговор дека јас немам обврска да ти го објавам демантот. Ти што сакаш прави, јас не го објавувам. И јас поднесувам до Совет за етика, како министерство, поднесуваме, го добиваме случајот, значи кажано е дека е тоа апсолутна лага, дека не точно наспроти сите новинарски правила и потоа тоа се доставува до соодветниот медиум да го објави. Повторно не го објавува. Другите медиуми немаат интерес да го објават тоа и сега кој е бенефитот од ова? Значи, дезинформацијата е пласирана, не ги почитува апсолутно никакви правила, ниту ги почитува одлуките на тој совет. Затоа мислам дека тука, ама тоа е пред се работа на новинарите. Значи не смее ни една власт да се меша и да кажува како да се регулира. Но новинарите мора да постават граница за тоа кој е новинар и што и како се објавува. Затоа што со ширењето на ваквите дезинформации, новинарите се девалвираат самите себе. Значи, и јас се чувствувам јас сум цел живот новинар, сега во моментов сум на оваа позиција, но утре можам пак да бидам новинар. И јас нормално дека сакам да имаме новинарство на највисоко ниво. И за кога граѓаните ќе кажат новинар, да мислат на интелектуалец, на лик кој што представува, фактички на нешто убаво, сакам да кажам, а не да имаме случаи каде што секој денеска се представува како новинар и го злоупотребува тоа за да шири разни дезинформации. И не само дезинформација, ќе бидам малку повулгарен, ќе кажам, глупости се шират особено по социјалните мрежи, кои што ни создаваат после проблеми вакви, но имате луѓе кои што не можеме да ги убедиме дека вакцинирањето не значи чипирање. За жал, не е само во нашата држава, насекаде го има тоа, но мораме сите заеднички да работиме за да ги надминуваме овие проблеми.
Каква е безбедносната слика на една земја која е под напад на дезинформацијски кампањи? Колку тоа може навистина да ја загрози безбедноста на една земја? Еве и јавниот ред и мир, ако сакате, бидејќи еве во случајот со верската заедница Лев Такор имаме такви реакции. Што се случува со една земја која ја преплавува дезинформација? Каде може се да гледаме опасност? Апсолутно, значи, еве, го спомнавте јавниот ред и мир. Благодарејќи на дезинформациите кои што се шираа за оваа група која што ја спомнувате, имавме нели нарушување на јавниот ред и мир во Куманово, каде што фрла со разни предмети по куќата каде што беа сместени, се оштетуваше оградата. Еве сега се најавуваат протести, значи кои што се надевам дека доколку се одржат дека ќе бидат мирни, дека нема да бидат злоупотребени. Но исто така ова нели зборуваме за јавниот ред и мир, но сите знаеме дека најмногу дезинформации се шират во време на избори, во време на референдуми и во време на војна. За жал сега живееме таков период кога има опасност да имаме еден поголем судир во Европа и апсолутно сме изложени сите и ние, но и останатите држави на такви дезинформации, затоа што во овие модерни времења фактички ова е едно од најсилните оружја. Така да апсолутно мораме затоа колку по-добар филтер имаме во државите, во општествата, да се штитиме од таквите подметнувања, односно дезинформации, толку по-добро е за секоја држава. Сведоци сте дека во изминативе денови имаше одредени протести, односно собири на кои што се даваше поддршка на една или на друга страна, но за среќа тие поминаа мирни, немаше никакви инциденти, така што искрено не очекувам проблеми, но доколку било каков проблем се случи, Министерство за внатрешни работи е тука за да интервенира, се разбира, за да го воспоставиме јавниот ред и мир. Меѓу другото, не само за ова, него и ова што го спомнавте за групата што сега е моментално во Охридско село, значи апсолутно ние доколку протестите се одржат и бидат мирни, тоа е граѓанско право, секој има право без оглед што мислиме јас или вие, дали се во право или не се, секој има право да си го каже својот глас, но никој не смее да загрози безбедноста на ниту еден од нас, па ниту на овие граѓани кои што тука се легално влегле во државата и никому фактички немаат направено зло. За жал, како и кон сите институции, ние сме мета на ширење на дезинформации. Оно што ние го правиме е со постојана присутност во јавност, со постојано бомбардирање со соопштенија, со изјави, со присутност едноставно во медиумите, да ја носиме вистината до граѓаните. И постојано апелираме до нив. Значи, за се што ве интересира, тука е Министерство за внатрешни работи, прашајте, не наседнувајте на шпекулации и на подметнување, затоа што за жал има секакви структури кои што сакаат да подметнат. За жал ги злоупотребуваат и медиумите за тоа, но затоа повторуваме секогаш. Граѓаните треба да бидат мирни, да и веруваат на полицијата, значи ние работиме во нивни интерес и за се што ги интересира, ние сме тука достапни за да објасниме, да појасниме, нели, доколку има било какво недоразбирање за некаков настан. Еве и ова што го правиме постојано, еве во овие периоди за оваа група кажуваме дека луѓето се тука легално, никого не повредиле, ги почитуваат законите, апсолутно апелираме на толеранција, на солидарност, значи за да се избегнат било какви тензии. Затоа тоа е единствениот начин, затоа што ние како Министерство за внатрешни работи, како што е впрочем ставот и на оваа влада, е дека не се тужат новинари. Значи не тужиме новинари, иако свесни сме дека класични дезинформации се испраќаат и свесни сме дека тие луѓе, голем дел од тие што се представуваат како новинари, за жал, нели се само наречени новинари, но апсолутно имаме став дека нема тужење на новинари. Против нивните лаги и дезинформации се бориме само со пласирање на вистината и упорно потенцирање на она што фактички вистински се случува. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.